Опаѓа бројот на ученици кои што се запишуваат, но и кои што следат настава во општина Куманово, информираше на денешната седница на Советот на општина Куманово раководителот на секторот за образование и наука Александар Јовановиќ. Тој нагласи дека училиштата имаат доволно просторни капацитети, опрема, но за жал бројот на ученици постојано се намалува. Нагласи дека намалувањето се должи на три клучни фактори: пад на наталитетот, внатрешната миграција, како и иселувањето надвор од земјата. Во учебната 2020-2021 година на ниво на општина Куманово има запишано 4508 ученици во средните училишта, зборувам општински средни училишта, бидејќи едно училиште од минатата година, училиштето Киро Бурнас е регионален центар и е државно училиште. Во учебната 2021-2022 година имаме запишано 4423 ученици и во учебната 2022 или 2023 која веќе е во тек, се запишени 4126 ученици. Од онаа што го констатираме, детално има дадено во прегледот за секој училиште и за секоја струка, што може да го констатираме дека училиштата имаат доволно просторни капацитети, имаат опрема, меѓутоа бројот на ученици намалува. Во учебната 2020-2021 година од планирани 2142 се запишале 1070 ученици или 49,95%. Во учебната 2021-2022 од планирани 1766 се запишале 1063 ученици или 60,19%. Тука влијание има COVID-19 пандемијата, знаете колку е лошо, меѓутоа западноевропските земји беа затворени за тржиште, за пазар и родителите на учениците беа тука. И во учебната 2022-2023 од планирани 1728 се запишале 956 ученици или 55,32 од планиран број на ученици. И во основното образование, рече, состојбата со запишани ученици е иста. Во учебната 2020-2021 година биле запишани 1208 ученици. Потоа наредната 2021-2022 година запишани се 1122, додека во текот на оваа учебна година се запишани 1070 ученици. Во 2021 година, кој што реков, бележиме благ пад затоа што беше пандемијата и границите објективно на државата беа затворени, или кога се одвиваше онлайн настава и немаше толку во западните земји потреба за работна сила. Сега како границите се отвараат и тука имаат исто се соочуваат со проблем училиштата. Она што може да го заклучиме, дополнително ќе побарам информација од училиштата, е да видиме движење на учениците. Значи гледате бројка дека е поголема во 9 одделение, запишување во прва година нормално, затоа што тогаш беше и поголем наталитетот и помалку иселување, меѓутоа кога ќе го земеме податокот сега од училиштата до прва, прибирам податоци колку се испишале од стартот на учебната година, иако веќе тие паралелки формално и правно се активни функционираат, ќе го видите, значи оној тренд не само на запишување на ученици, туку и на отпишување на учениците од училиште, нормално од објективни причини, и реков дека веќе внатре општинската не е проблем, дали ќе учи во едно училиште или во другото, ученик е тука, ученик во нашата општина, меѓутоа надвор од општинската имаме дополнителен проблем и во споредба со другите општини од североисточен плански регион, општина Куманово е најбројна општина и нормално и последниот попис што беше реализиран важиме за најголема општина на територија на нашата држава, меѓутоа фактите се тие дека не сме имуни ни ние, меѓутоа и околните држави, како што гледам, податокот е дека падот на запишување на учениците од година во година се е помал и помал. Советниците ги изгласа информацијата за запишување на училишните обврзници во прво одделение во општинските основни училишта и актуелните состојби во основното образование, како и информација за запишување на ученици во прва година и актуелни состојби со средните училишта.